влегуваме во овој втор дел на утринскиот брифинг за оние што сега стануваат. Само да кажам дека утрешниот утрински брифинг ќе биде малку по-обавен, ќе има до душе 2-30 гости, ама ќе се обидеме многу да не ве преоптовариме со општествено-политички анализи. Бидејќи цела сезона тоа го правиме, па ред е барем на 31 декември. До душе во каква држава живееме, не знаеме што ќе се случи утре, па ќе видиме зашто ќе треба да ве брифираме. Но сега ќе ве брифираме за она што се случи вчера, доцна синоќа, попладнато и така натаму. Гордана Дувњак, добро утро. Има ли правда во Македонија? Денеска ќе се занимава со вчерашното ослободување на господинот Мијалков од притвор, иако, да бидам искрен, тоа го дискутиравме и минатата недела. Но овие пресврти... Можевме ни да предпоставиме дека и оваа недела. Така е, да. Овие пресврти, некој века дека господинот Камчев се подготвува вечерва да излезе попладнево, не сум сигурен. Но ова година доаѓа. Така е. Да. Како овие пресврти можат правно да се толкуваат, Гордана, бидејќи навистина се случуваат, се добива впечаток дека е некаква внатрешно судска пресметка помеѓу одредени кругови и така натаму. Јас вчера овдека ми беше Бојан Маричич, кој што мислам, сега морам да кажам моје мислење, се не спомна имиња на суди, предпоставувам. Не спомна имиња на суди, меѓутоа спомнав на имиња на бивши министри и председатели на врховни судови за кои има кривични предмети кои што сега повикуваат да престанат политичките притисоци на судството. Што се случува? Тоа е многу, да не речам, благоречено срамно. Затоа што тој министер што прв излезе поранешен министер Михајло Маневски беше единствен министер кој што го беше спомнат во еден извештај на Европската унија, репорт за напред по име и презиме за притисок. А вториот господин Вангеловски, сега само адвокат, поранешен председател на Врховен, е разрешен токму заради... Има кривично дело кое што е во тек заради злоупотреби. Злоупотреба и влијание на правдата. Значи, сето тоа е слика на она што се случува во Македонија, на влијанијата кои што се уште се силни и од предходната владеачка гарнитура и во судството. Но, она што интересно е што во 2 недели, практично во една седмица, господинот Мијалков успева политичките настани во втор план да ги стави. Така беше и минатата недела, така беше сега и со доделувањето на мандатот. Што да кажам, за една недела 2 различни одлуки на 2 различни суда, но тоа кажува какво е македонското судство, во каква кондиција и во каква состојба. Збунето, конфузно, нереформирано и после толку години и за жал подложно на најразлични влијанија. И минатата недела тоа го спомнав. Она што недостигаше минатата недела при донесувањето на таа прва одлука на апелациониот суд за ослободување од притвор, ја немаме се уште. Нема објаснување. Нема објаснување, за утринава се најави дека ќе има за оваа одлука. За ова. Предпоставувам ќе дознаеме која била причината што за толку кус временски период една гаранција од 11,1 милион евра била еднаш веќе одбиена, по втор пат потврдена, и сега е укинато и решението на основниот суд. Тоа ни го должат судиите, особено што поголемиот дел од судиите што сега одлучувале повторно, предпоставувам се истите кои што првиот пат одлучува. Гордана, каже еден клучен збор кој што покрена, тоа ни го должат судиите. Мораат ли судиите да објаснат зашто носат вакви одлуки? Мораат ли јавно да ги објаснат? Дали се работи за политички притисок кога тоа им се бара? Дали постои нивна законска обврска да си ги објаснат постапките? Или едноставно може да кажат ние сме мериторна инстанца? Јас сум во судското медиумско тело, судски медиумски совет, кое што токму работи на тоа, и тоа беше идејата за негово формирање. Бидејќи транспарентноста на судството не е можна без образложение. Одлуките кога се носат, особено кога се контроверзни,
еве и да не се контроверзни, полемични, чудни на прв поглед, мора да се образложат. Мора јавноста, граѓаните да ги сватат аргументите на судот. Зошто некоја одлука е донесена таква како што е, а не е падната од небо. Ние минатиот четврток се обидовме во претходниот разговор да навестиме нешто. Што е тој нов момент? Тоа се мои предпоставки и на дел од јавноста, дека нешто се променило околу обезбедувањето на гаранциите на имотот на господинот Мјалков. Тогаш спомнавме една банка, дури прецизиравме и која банка, комерцијална, која што се согласила да се стави од втор ред за наплата на хипотеките. Да. Затоа што смислата на гаранцијата се добива само на тој начин ако може да се реализира. Што се случи со предметите на СЕО? Сејат Кочан, да ве подсетам, беше задолжен од судот 17 милиони евра да врати штета. Ниту таа штета беше вратена, ниту легна на сметката на државата, па затоа и цела година имаше и така подсмешливи коментари за бројчанокот кој што е заглавен никако да заврте. Така што тоа е навистина голема сума од 11 милиони. Да. Сакам да те прашам и за твоја не само впечаток, туку и всушност квалификација. Ја вчера го викнав Маричич овдека, бидејќи не само заради ова што мислам дека е срамно што се јавуваат овие проскрибирани луѓе од политиката кои што толку многу го... Ова е нивниот резултат, ова судство што го разговараме е меѓу другото и нивниот резултат. Но и заради тоа што на крајот од краиштата сето тоа вака како со количка се истовара на политиката. Значи ќе реши судот да го пушти Мјалков или да го заврши Мјалков, да го се извинувам да го задржи Мјалков, тоа на крајот се истовара кај премиерот и кај министерот, вие сте криви за ова. Има ли поместување во јавноста во таа смисла? Почнува ли да разбира јавноста дека судот е надлежен за тие одлуки, а не политиката, или пак може би јавноста во права која мисли дека се уште постои политичко-судска врска во која што се влие врз работите? И конечно, каква е постапката и твоето мислење ме интересира на самиот Маричич, кој што ги прозва судиите во претходниот случај кога решава? Ги прозва, јас сметам дека не е во ред што ги прозва, меѓутоа можеби тоа беше еден од најбрзите и најефикасните начини за да се дознае што се случило. Како што стојат работите, нели, во теоријата, а не и во праксата, судската власт би требало да биде независна, извршната власт би требало, затоа цело време во условна форма кажувам, да создава услови за судството. Меѓутоа, она што загрижува по 30 години е што судството не се доживува себе си како судска власт. Тоа е, ми се чини најстрашното во целата... Се уште не се чини, затоа што доколку имаме ние и во институциите, и во судството, луѓе со кредибилитет, со интегритет, ми се чини дека никој од политичарите не би се дрзнал ниту јавно да ги прозива, ниту тајно да им се јавува на телефон. За жал, се уште постои кај добар дел од судиите тоа еден однос дека со изборот или со нивното напредување во судската хиерархија тие им се должни на политичарите. Ајде да отидеме и чекор понатаму. Ајде. Де факто во Македонија се случи дестабилизација на оваа влада, де факто Зоран Заев си заминува, де факто доаѓа човек за кој што не знаеме како ќе тргне работата од следната година. Претпоставам дека судиите со многу големи и високи фреквенции ги гледаат овие политички случувања. Овој што вчера излезе од притвор е творецот на Сваровски судството и еден од главните двигатели, заедно со овие што вчера реагираа, бидејќи тие ми изгледаат така охрабрени дека работите се менуваат, се чувствува таа атмосфера во судството кое што констатираме дека не е осамостоено до ниво да биде власт. И судството и администрацијата како да ги отслушнува политичките промени и така реагира, што зборува за нашите вкупни капацитети и како држава и како институции.
особено е чудно за судството, затоа што судиите имаат траен мандат. Значи гаранции поголеми отколку многу нивни колеги во други земји. Меѓутоа, факт е дека се уште сме далеку да зборуваме за некакво судство кое што е самостојно, од кое што ќе се плашат политичарите и обвинители. Тие спреги, тие инсталации постојат. Приказната е многу поголема, многу поширока. Ако ја го почнеме тоа клопче да го одмотуваме, ќе треба да зборуваме какви ни се институциите кои што треба да ги избираат судиите и обвинителите, колку тие се независни, колку таму на вистина седат луѓе кои што можат да дадат голем придонес за судството. Оти на едно судство како што е нашиво би требало да му одговара слабење на власта. Ние сега имаме во моментов неколку месеци, а тоа веројатно ќе потрае една ситуација во која што власта веќе не е толку, да кажем, во некаква политичка офанзива. Политичарите како да тоа би требало да одговара судството, да бидат уште поисправени да каже да, ние сме независни. Меѓутоа, политичарите една битна работа забораваат, а тоа е кога се во власт, дека таму не можат вечно да останат и дека еден ден токму тоа исто судство како опозиција или кога ќе се најдат од другата страна, ќе им треба и ќе им требаат квалитетни суди и професионални суди. Секоја власт работи како да работи на слабење на судството и на правење на сопствени инсталации кои во даден момент ќе ги активираат и ќе им помогнат. Долга и широка би била анализата, еве крај на годината, ние мораме и нашиот разговор да го превршуваме, меѓутоа јас и во мојата денешна колумна констатирам дека практично единственото што сигурно се случи во судството е суки на СЕО. И тоа е до сега дефинитивниот резултат, а ова сето друго ќе видиме како ќе биде и што ќе биде. Како да постоеше политички консензус од сите. Консензус, апсолутно, па дури во судството, дури во обвинителството, не само во политиката, сите како да крајат да се пресречни што... И како да им олесна, да. И во една неверојатно брза, ефикасна постапка госпоѓа Катица Јанова, која се разбира лик со сите своји... Затоа што со оглед на сите слабости на СЕО, не треба да се заборави дека СЕО воспостави стандарди некакви. Така е, ама сите беа пресречни да се вратат во овие стандарди сега што ги старите, старите. Гордана Дувњак, не знам што да кажам на крајот на година. Белги ќе биде следната подобра, па и оваа област за која разговарам. Повеќе од сигурна сум дека и во наредната година ќе се занимаваме со вториот дел од Правда и неправда. Повеќе од колку со првиот дел. Со првиот, така. Гордана Дувњак во 9 часот и 26 минути. Благодарам за крајот на оваа... Среќни празници пред време. Тоа е тоа, за крајот на оваа година се најубаво. Фокус издава двоброј. Како сме со подебел, ќе биде што се гладите, сумирате. Еве ние во Слободен печат. Со интересни ликови на насловната страница во форма на ќе мора да се купи, добро да се. Така, имаме и календар со стрипови кои беа личностите што ја одбележаа годинава. Одлично. Јас со колегите Слободен печат и ние спремаме едно новогодишно издание така. Па ќе влеземе малку и во едно одмарање, 5-6 дена сме заслужиле, претпоставувам, па ќе тргнеме. Затоа што не знаеме што не очекуваме. Што не очекува понатаму.